Како прво, би сакала да напоменам дека мојот впечаток е дека по се изгледа некој воопшто не сакал да вложи во ниту еден сегмент од државниот здравствен и санитарен инспекторат. ДСЗИ во моментот располага со 70 вработени. Од тоа, само 30, значи ниту половина од вкупните вработени, не се лиценцирани, односно само 30 се државни, санитарни и здравствени инспектори кои имаат лиценца за самостојни надзори на терен. Ова е бројка на вработени кои мора да ја покријат цела територија на Република Македонија. Оваа бројка од 30 е дополнително обременета со еден за мене застрашувачки факт, а тоа е следното. 9 од вработените се на возраст од 54 до 59 години, а 11 од 59 до 69 години. До 66. До 69, да. Или 67. Како и да е, и простата математика ќе ни каже дека воколку не се превземат итни и ургентни мерки, во следните неколку години Република Македонија, односно Државниот здравствен и санитарен инспекторат, ќе остане само со 10 инспектори. Сакам да ви кажам и за еден куриозитет кој јас би го нарекла неподнослива леснотија на постоење. Во ДСЗИ постојат 12 вработени кои повеќе од 8 години имаат положено инспекторски испит, имаат важечка лиценца, меѓутоа, од за мене непознати причини, наводно финансиски, не им е дозволено да работат како самостојни инспектори. Тие лица доаѓаат на работа, имаат образование и дозвола да вршат самостојен инспекторски надзор, меѓутоа, заради одредени причини, не им е овозможено истото. Сакам да испратам јасна порака дека Државниот здравствен и санитарен инспекторат цврсто ќе стои на своите одлуки, кои ги носи исклучиво и само во прилог во согласност со позитивните законски прописи и дека нема да потклекне и да промени свој извештај, ниту на било какви јавувања, претења, закани и уште нешто, па дури ни од личности кои можат да се јават употребувајќи позиција на мок и власт. Значи, потврдувам дека Државниот санитарен инспекторат нема да амнестира ничеви пријатели или роднини кои би го загрозиле здравието на населението. Мора еднаш да почнеме да работиме и да размислуваме поинаку. Не секој пат, односно никој пат здравието на граѓаните нема да биде ставено на цена да се купува. Значи, еднаш за секогаш ќе мора да се почне да се размислува и работи поинаку. И уште нешто, сакам да ве известам дека ние како ДСЗИ во многу брго време, во многу кратко време ќе отвориме 24 часовна слободна линија на територија на цела Македонија, апелирајќи за соработка од граѓаните и пријавувајќи било какви приметби кои ги имат граѓаните, а се во согласност со нашите законски прописи за постапување. Јас нема да ги коментирам изјавите кои се дадени од други институции. Јас ќе кажам само едно, дека Државниот здравствен и санитарен инспекторат, конечното решение дали има или нема труење со храна во одреден објект, го носи врз добиени извештаи од Центар за јавно здравје, која е единствена и Институт за јавно здравје, единствена надлежна институција да го обработува овој проблем. Од таму добивме наод кој нас ни дава за право да кажеме дека да, во тој правен субјект е настанато труење со храна. 43 граѓани побарале помош.
Се надевам дека и никој од вас не мисли дека таму се работи за стомачен вирус. Клиничката слика е различна. Сите 43 не се хоспитализирани и задржани на лекување. Меѓутоа, имаме 43 записи за преглед на болни, имаме хоспитализирани лица на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во 8 септември и во приватни болници. Сега може ли да работи? Беше симптоматично, веќе беше затворена сендвичарата и ја јаделе во четврто, кога недела отидоа на инфективна клиника дека Така е. не може после толку денови да се појави, знаеме. Не го коментираме. Дали знаеме, сега ќе ми дозволите да ве објаснам. Конзумираната храна е на 15. Првите симптоми се појавени на 17 вечерта или 18. Епидемиолозите и инфектолозите и секој доктор знае дека различна е инкубацијата, односно периодот од конзумирање на храна до појава на првите симптоми. Причинителот кој е откриен, Salmonella enteritidis, токму го потврдува времето на појава на првите симптоми.